Опозицијската ДУИ оценува дека најновите случувања во врска со изградбата на коридорот 8 го потврдуваат продолжувањето на проектот и нагласуваат дека тој не може да се запре и покре напорите за промена на неговата насока. Според нив, одложувањето на посетата на УНЕСКО само ја докажува сериозноста на проектот, додека министерот за транспорт сега признава дека дилемата не е изградбата, туку изборот на најсоодветната рута. Одложувањето на посетата на делегацијата на УНЕСКО не го доведува во прашање спроведувањето на проектот, туку ја потврдува сериозноста и неопходноста од неговата имплементација според дизајнот, извршен во времето кога ДУИ беше дел од владата. Како што видовме вчера, самиот министер за транспорт почна да се повлекува од ставовите јавно искажани претходно и сега тврди дека дилемата не е дали ќе се изгради коридорот 8, туку само изборот на најсоодветната траса. Владеачката коалиција Влен одговори со иронија, велејќи дека го поздравуваат најновото откритие на ДУИ во врска со коридорот 8. Според нив, ова го потврдува она што го кажа Влен, дека овој проект не е запрен и не е ничија сопственост. По долг период на контрадикторни изјави и обиди за создавање политичка магла, охрабрувачки е да се види дека опозицијата конечно размислува и пристапува кон ставовите што Влен ги бранеше со доследност и институционална одговорност. Влен подсетува дека нашата посветеност кон реализацијата на коридорот 8 беше јасна од првиот ден, стратешки проект што ја поврзува земјата со регионот и Европската унија, а кој мора да се гради без професионални, транспарентни и одржливи основи. Во одговорот на ДУИ се наведува дека напорите за попречување или одложување на овој проект се залудни, бидејќи коридорот 8 е реалност во изградба и неопходност за европската иднина на земјата. Но Влен нагласува дека деструктивната реторика и обидите за политизирање на овој проект не донеле ништо друго освен конфузија.